Дали сте слушнале за градот Светиград во близина на Дебар, кој се сметал за најголем средновековен град во тој дел од Македонија? Старите од Горна Жупа раскажуваат легендата поврзана со тврдината Светиград, во која имало закопано злато кое го чувале големи бикови. Тие дозволувале да се земе од златото само доколку некој градел црква. Еднаш се случило некој човек да влезе во тврдината с кришум и да украде од азното, служејќи се со лукавштина и итрина. Пред да влезе, на обувките си намачкал катран и за него се залепило злато, и тој незабележливо го изнел пред биковите. Но како што бидува, биковите ја откриле измамата и го убиле лажливецот. Вака завршува дебарската легенда за биковите и златото од средновековниот град Светиград. Дали знаете дека во Македонија помеѓу Првата и Втората светска војна имало 100.000 хектари насадени со афион и по продукција на квалитетен опиум со 22 морфиумски единици била прва земја во светот. Афионот или макот е карактеристична индустријска култура за Тиквешкиот регион. Се одгледувала поради добивање афионски катран и опиум кој се користел во медицината. Од афионско семе се добива и квалитетно масло за јадење, шарлаган, а отпадоците на афионските шишарки се користат и како добиточна храна. При производството на афион се користеле традиционални алатки и прибор. Пожережалка за режење на афионските шишарки, пожебералка за собирање катран од шишарките, метална конусна кутија или сафа во која се ставал собраниот катран и така натаму. Афионот кај нас и секаде во светот се берел рачно. Семето на афионот се оштетувало и поголемиот дел од него скапувало па се фрлало. Во Македонија е конструиран првиот комбајн за машинска берба на афион на светот. Сите делови од новата машина биле така конструирани за да не ја оштетуваат чушката на афионот. Дали знаете дека и во Македонија се одгледувала свилена буба? Од еден кожурец кој ќе биде потопен во врела вода може да се извади свилен конец кој некогаш е долг и до 2 километри. Затоа процесот на производство на свилата е многу сложен, бидејќи конците може многу лесно да се заплеткаат и да се залепат додека се мокри. Во Македонија бубачките за прв пат биле донесени од некој грчки калуѓер во бамбусова трска. Свиленото бубарство датира од 16 век, а најмногу било зачувано и развиено пред започнувањето на Втората светска војна, а во повоениот период почнало да изумира и денес речиси е сосема непознато во Македонија. Познавачите на свиларскиот занает раскажуваат дека куќите во Богданци биле градени по некој вообичаен терк за потребите на најраспространетиот занает во овој крај, свилено бубарството. Секоја куќа со влезна порта била свртена на кај југ. На предната страна од влезот имала 2 соби, меѓу кои се наоѓал широк трем. Пред тремот се распрострел широк ходник со 2-3 скали. За тремот и собите се наоѓала голема просторија наречена куќа, која била направена за одгледување свилени буби. Тремот и собите биле покриени со таван, но куќата не, за да може да се создаде поголема вентилација која била потребна за бубачките. Во собите задолжително имало камин кој се нарекувал боаре, околу кој луѓето се грееле, па често ни смеа знаеле да речат од преди пече, од позади сече. Околината на селото изобилувала со плантажи од црници, кои во пролетта наликувале на зелен килим. При крајот на април плантажите добивале окер боја и сосема поинаков изглед, бидејќи во овој период свилените буби ги јаделе листовите од црниците. Ваквата слика останувала се додека црниците не ги пуштеле новите ластари.